Учениците во 4-то и 5-то одделение се запознаваат со археологијата и културното наследство. Во општина Киселовода, пред ученици, професори и локалната самоуправа беа промовирани литературата за деца и млади, археолошката азбука и брајовата археолошка азбука, која за прв пат е направена со брајовото писмо, достапна за читателите со оштетен вид. Оваа литература за деца истовремено јазично и археолошки описменува. Вклучени се тим на професори, кој што е професорот Антонија Акимовски, доктор по археолошки науки, мојата маленкост Елизабета Томевски-Лиевска, која што го покрива методичкиот дел како педагог, јазичното описменување и практичар магистар Маја Јаневска. Рецензенти на ова дело ни се професорите, развојниот психолог, професор доктор Ана Фрискант и професор доктор Маријан Јованов, кој што ни е доктор по археолошки науки. Како идеја потекна од нивна страна, но беше прифатена од наша страна, од локалната самоуправа, затоа што сметаме дека на овој начин преку учење децата ќе можат да си ја запознаат историјата, да ги запознаат сите оние работи кои што на друг алтернативен начин тоа го прават ако сакаат, а сега ќе можат директно да го прават преку ова археолошка азбука. 2 години се работеше на ова дело и тука се илустрациите и многу е тешко да се направи вакво дело затоа што треба нешто што е стручно, научно да се спушти на едно ниво за децата. Така што е потешко да се направи вакво дело отколку научно дело да се напише. Голема поддршка ќе биде бидејќи ќе представува помош и на самите наставници како еден вид на образовна компензација, би кажала, на наставните содржини програми во кои што за жал не се многу застапени, содржини кои што се олицетворение на нашето национално културно богатство, но тука мораме да имаме и еден вид на одржливост, а тоа би се направило со тоа што ваков вид на содржини би биле дел и од националните наставни програми кои што ги опфаќаат овие подрачја за таа цел. Ние сме сега веќе во преговори со релевантните национални авторитети, со Министерството за образование и наука и со Министерството за култура и туризам. Цела иницијатива, но и заложба и целата реализација ја должам на професорите кои што и како вложија свој труд и внимание изминатиот период за да го изработат ова мега дело, мега проект од нивна страна. Верувам дека ќе биде се прифатено овде на територија на општина Кисела Вода во сите училишта. Ќе го воведеме во основното образование, во 4-то одделение да почнат, па и во 5-то одделение дечињата да го користат и на тој начин да тие генерации практично во тие години се запознаваат со нашата историја преку учење и дополнително секако разговаравме со професорите да го надградуваме во перспектива целиот овој проект. На територија на општина Кисела Вода се наоѓа исто така и домот за слепи лица. Ние таму веќе помагаме години наназад со изработување на книги со брајово писмо кои што ги подаруваме, но и еве збирката нивна ќе биде збогатено и со вакви примероци изработени со брајово писмо, а тоа ќе биде археолошката азбука на брајово писмо. Државното училиште за рехабилитација на деца и младенци ја адаптираше во една поинаква верзија брајова археолошка азбука, односно текстот го претвори во брајово писмо, а сликите од оригиналното дело, илустрациите ги претвори во тактилни слики и на тој начин ова дело станува достапно и за учениците, меѓутоа и генерално за сите лица со оштетен вид. Со тоа на учениците со оштетен вид и на таа категорија на лица им ја приближуваме археологијата и им приближуваме делот културата, затоа што културата не треба да биде привилегија, туку треба да биде право на секоја индивидуа во нашето општество. Долгогодишните археолошки истражувања претходно беа претучени во првото издание од ваков вид во Македонија, Охридската археолошка азбука, која одблизу ги запозна учениците со нашето богато културно наследство. Таа влезе во 750 домови, тоа е споделена на 750 ученици. Оваа година ќе се подели уште на 750 ученици, тоа се 1500 домови со по четворица луѓе, рачунете колкав одзив има таа археолошка азбука. Инаку морам да напоменам дека ова е првата што ја направивме за општина Кисела Вода и произлезе од едно друго дело, археолошки лексикон, кој што е
ете да речеме научно дело, значи со професорката Елизабета Томевски-Илиевска заедно дојдовме на идеја да направиме нешто вакво за децата. Крајната идеја е да направиме и сега сме во подготовка, ја правиме македонската археолошка азбука, значи тоа ќе биде уште едно вакво дело, меѓутоа ќе опфаќа теми од цела Македонија. Нашите ученици веќе имаа прилика да го видат ова дело, да биде во нивни раце, да го прочитаат, да го допрат со нивните дланки сликите да ги запознаат, така да секако дека очекуваме да има интерес и други лица со оштетен вид ќе можат да го побараат делото во Универзитетската библиотека, бидејќи таму има оставено примероци на Браево писмо. Авторите на ова дело продолжуваат да истражуваат и работат на новото издание со цел литературата од ваков тип да биде достапна за секој читател. Покровител на промоцијата беше градоначалникот на општина Киселавода Орце Ѓоргиевски.